Неколку организации од земјава денеска со протестен марш за поддршка кон жртвите од јавна соба. На линија имаме Драгана Каровска-Чемерска од Хера. Зборуваме, Драгана, за протестот. Што всушност е она кое што вие од институциите го барате? Што е она кое што им е потребно на жртвите кои што се жртви од јавна соба, но и деновиве сме сведоци дека се повеќе жртви на сексуална злоупотреба се осмелуваат да го подигнат гласот против насилниците, каде затајуваат институциите. Станува збор за кривично дело кое што цело време се повторува, значи помина година дена како дознавме за постоењето на јавна соба каде што недвосмислено се случува сексуално насилство и вознемирување на жени и девојки. Изминативе денови тоа кулминира токму поради излегувањето во јавност на сведоштвата на некои од жртвите во јавна соба кои што се охрабрија да зборуваат, бидејќи се учени од непостапувањето на институциите на системот, кои што пак стануваат соучесници доколку молчат и не постапуваат по пријавеното насилство. Знаеме дека постои законска легислатива во нашата земја, според која што институциите мора да постапуваат, значи може да постапат по кривичен законник. Минатата недела беше донесен законот за спречување заштита од насилство врз жените и семено насилство. Нашата земја има ратификувано Истанбулската конвенција и така натаму. Меѓутоа и покрај тоа се уште никој ниту е осуден, ниту е изречена било каква санкција, што само им дава на знаење на сторителите дека тие можат да си продолжат врачењето на насилство со нивните постапки, бидејќи никој не ги казнува. Токму поради ова членките организации на платформата за родова еднаквост го организираат овој марш за да го искажат својот протест против ваквиот игнорантски однос на институциите, конкретно Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство. Истовремено сакаме да дадеме поддршка на жртвите на групата јавна соба и да бараме соодветна поддршка и грижа за нив од надлежните институции. Едноставно бараме јавното обвинителство да го рачисти овој случај целосно, мора да има санкции за сторителите и мора да постои поддршка за жртвите кои што пријавуваат и треба да бидат поттикнати да пријават вакво насилство и да повикаат да едноставно никој да сноси одговорност, да биде осуден и да биде конечно казнен за критичното дело што го направи. Така денес не знам, маршот ќе започне денеска во 2:30, значи за неполн саат од сега. Се трга од Министерството за внатрешни работи, ќе заврши пред јавното обвинителство. На двете локации ние ќе се обратиме до јавност институциите, меѓутоа ги охрабруваме жртвите на јавна соба, доколку се подготвени да прозборат јавно и тие на самиот протест. Драгана, јас би сакала да те запрашам дека многу често, еве и преку медиумите сме сведоци дека многу граѓански организации подигнуваат глас против било какво насилство кон одредена категорија на граѓани во земјава, но некако после неколку денови, неколку месеци, како и да се затајуваат работите, а жртвите повторно сами преку лавиринтот на институциите заглавуваат и по неколку месеци, каде што воопшто ни немаат разрешница. Што е она кое што вие како организација, верувам дека и организации и други кои што работат на полето на заштита на маргинализираните категории на граѓани и еве кон жртвите на сексуална злоупотреба, ќе го правите и во иднина се со цел институциите да не остануваат неми кон проблемите. Да, туку затоа треба да се следи понатамошното постапување на овие институции. Видовме дека беа приведени 4 осумничени. Тоа е веќе влезено во процедура и треба будно да се следи, особено од граѓаните, од невладиниот сектор, од сите, едноставно сите сме застигнати од оваа ситуација и треба да се следи како понатаму ќе се работи на случаите, затоа што дефинитивно некои работи се превземаат под притисок на јавноста, но секако имате право тој притисок со тек на време ќе спласне. Но ќе следиме ситуацијата и ќе видиме понатаму, ќе реагираме, ќе информираме, ќе поставаме прашања, ќе бараме одговорност и додека системот не почне да функционира и да се почитуваат законите кои што се донесени во нашата земја.
Драгана, јас ти благодарам за ова вклучување во вестите на ВИС. Ние како медиум ќе продолжиме да ви даваме поддршка, а верувам дека ќе излезат на површина сите оние кривични дела кои што затаеле во државава, но и понатаму жртвите нема да се губат низ лабиринтот на институциите. Ти благодарам.